Гостин во Република ТВ доктор Александра Димова, ортопед во Неуромедик. Ќе зборуваме за новиот метод кај нас кој се применува за лечење, за ортокин методот. Добар ден. Добар ден. Дали нашето тело може да ги залечи, да ги регенерира повредите? Нашето тело е создадено анатомски во основата на своите физиолошки процеси, кога е здраво и кога е во полна форма, да може да зацелува после одредени болести, после активирање на одредени патофизиолошки механизми и после одредени повреди. Меѓутоа, постојат одредени ткива кои што немаат способноста за комплетно обновување и регенерација, а такви ткива пред се мозочното ткиво и зглобната рскавица. Што е остеоартритис? Остеоартритисот представува дегенеративно заболување на зглобовите, на зглобната рскавица, односно тоа е еден вид на старење на зглобната рскавица. Во нејзиниот состав постојат колагени влакна кои со текот на годините почнуваат да се раскинуваат, да ја губат нивната еластичност и со тоа доаѓа до помал или поголем степен на деструкција, односно уништување на рскавицата. Кога комплетно ќе се уништи рскавицата, почнува да страда и нејзината подлежачка коска и со тоа всушност се случува оштетување на целиот зглоб, како во неговата функција, така и во функцијата на неговите околни ткива, лигаментите, тетивите и мускулите кои го обкружуваат и учествуваат во функцијата на тој зглоб. Она што современата ортопедија го знае, дека покрај тоа што остеоартритисот е дегенеративно заболување, во неговата основа всушност лежи една воспалителна, односно инфламаторна компонента. Од тука произлегува и самото име остеоартритис. Тоа е кратенка која што означува воспалителен процес. Воспалителниот процес пак во својата физиолошка основа има активирање на одредени ензимски ланци, каде што се ослободуваат низа воспалителни материи кои што се медиатори на тој процес, а еден од основните медиатори на воспалението представува така наречениот интерлеукин 1. Така. Како делува ортокин методот? На кои делови од телото? Ортокин методот всушност во својата основа го има противвоспалителното дејство, затоа претходно и го споменав интерлеукинот 1 како основен медиатор на воспалението. Ортокин терапијата представува всушност автологна терапија. Значи, логото или мотото на ортокин терапијата е лекот е во вас, затоа што всушност се зема и се употребува сопствена крв на самиот пациент. Таа крв најпрво се инкубира на одредена температура, односно на 37 степени Целзиусови, која е така наречена субфебрилна температура на која што се множат сите тие одбрамбени фактори во крвта. После инкубација од 6 до 9 часа, крвта се центрифугира и од нејза се извлекува серумот кој што е збогатен со 140 пати поголема концентрација на интерлеукин 1 рецептор блокери. Што тоа значи? Тоа значи дека се ослободуваат материи кои што во оштетениот или воспален зглоб се нафаќаат на местото на рецепторите каде што инаку би се нафатил интерлеукинот 1 и на тој начин го стопираат самиот процес на воспаление. Покрај интерлеукин 1 рецептор блокери, кои што се основната функција која што ја врши ортокинот, во серумот се содржат и одредени фактори на зацелување, кои што заедно со противвоспалителната компонента го вопотполнуваат овој процес на залекување на дегенеративно или трауматски повредената зглобна рскавица. Значи тоа се однесува само на зглобовите, значи може да се лекуваат? Всушност не. Значи основното дејство на ортокин го користиме во лекувањето на зглобната рскавица, меѓутоа исто така се користи за зацелување на повреди на мускули, лигаменти, тетиви, па дури и нервни ткива, пред се во смисол на одредени радикулопати, дискус херни и слични невролошки заболувања кои предизвикуваат болки во грбот.
За кои повреди и заболувања? Спомнавте сега дел од нив. За кои други повреди и заболувања се користи овој метод? Во главном и најчесто се користи како за дегенеративните заболувања на зглобовите, така и за нивните трауматски оштетувања. Исто така во последно време се повеќе наоѓа примена во лекување на реуматоидниот артритис, кој што е една сериозна автоимуна болест која што ги напаѓа зглобовите и ги деструира, комплетно ги уништува. Битно е да се знае дека ортокинот може да се користи апсолутно во сите зглобови во човековото тело, од најголемите како што се колкот, коленото, рамениот зглоб, до најмалите како што се малите зглобови помеѓу членчињата на прстите. Покрај зглобовите, како што напоменав, се користи во третман на повреди и заболувања на мускули, тетиви, лигаменти. Дали еднаш применет овој метод ќе значи дека болеста нема да се врати, односно повредата? Колку пати ќе има потреба да се примени методот зависи од тоа зашто воопшто го употребуваме, односно која е основната болест или повреда. Во суштина, примената на ортокинот при третман на дегенеративни заболувања на зглобовите обезбедува едно обезболување и една подобрена функција на зглобот, која што трае многу подолго во однос на сите претходни конзервативни методи на лекување кои што до сега сме ги имале на располагање. Ефектот дали ќе трае, тоа трае минимум неколку години. Дали ќе трае доживотно или ќе трае 2, 3, 5, 10 години, зависи индивидуално, значи кај секој пациент индивидуално и кај секоја основна болест е различно. Но она што е битно дека ортокин методата е комплетно автологна метода, не користи додаток на никаква хемија, никаков медикамент, никаква обработка на крвта на пациентот, освен она во која што добиваме екстрахирање на материите што ни се потребни од нејза, така да е апсолутно безбедна, нема никакви нуспојави и може неограничен број на пати да се повторува. Кајнас е релативно нова, колку што јас знам. Колку време се користи во светот? Во светот се користи некаде од 85-та година, иначе методата е германска, нејзин автор е доктор Петар Велинг од Германија, кој што веќе има сериозни, огромни центри низ Германија кои што работат методата, а понатака е проширена низ цела Европа, па и на Балканскиот полуостров, како ева сега и кај нас во Македонија. Какви се резултатите до сега? Кратко време работите со овој метод, Резултатите од моето лично искуство се одлични. Мојата серија не е толку многу голема за да биде репрезентативна, но јас го имам искуството пред се на хрватските колеги, преку кои што се лиценцирав за примена на методата. Во Хрватска постојат 9 ортокин центри, кои што сите веќе со години функционираат, ми се чини некои 7-8 години наназад, имаат одлични резултати и да напоменам дека еден од основните базени на пациенти за ортокин терапија всушност представуваат спортистите. И во светот, но сега конкретно зборував за Хрватска, бидејќи тие се подложни нели заради активностите на кои што се изложени пред се на повреди, на трауматски оштетувања на зглобовите и лигаментите, но исто така заради хроничните сериозни оптеретувања кои што ги трпат и на поран почеток на самите дегенеративни процеси. Доктор Димова, ви благодарам за гостувањето. И благодарам на поканата.